Добре дојдовте на Мундијалски вести на Слободен печат. Вчерашниот ден на светското првенство понуди се што фудбал знае да донесе. Пресврти во самиот финиш, надпревари што се решава на работ на нервите и индивидуални моменти што веднаш влегуваат во мундијалската историја. Англија по голем пресврт ја совлада Демократска република Конго со 2:1 и обезбеди пласман во осмина финалето, во дуел кој долго време беше на работна елиминација. Белгија пак во вистинска драма по продолжение успеа да се врати од речиси загубен надпревар против Сенегал и да избори место меѓу најдобрите. Соединетите американски држави го продолжуваат својот мундијалски пат по сигурната победа на Босна и Херцеговина, со што ја заокружија уште една вечер исполната со големи резултати и нови осмина финалисти. Англија со голем пресврт обезбеди пласман во осмина финалето на светското првенство, откако ја совлада Демократска република Конго со 2:1. Херој на гордиот албион беше капитенот Хари Кейн, кој со 2 гола во завршницата режираше целосен пресврт. Конго одлично го отвори надпреварот и победа уште во 7-та минута преку Сипенга. Англија до крајот на првото полувреме создаде неколку одлични шанси, но голманот Лионел Мпаси беше несовладлив, бранејќи ги ударите на Белингам, Рашфорд и Кейн. Африканската селекција можеше и да ја зголеми предност, но Виса ја погоди стативата. Во второто полувреме избраниците на Томас Тухел продолжија со притисок, а пресвртот започна во 75-та минута, кога Ентони Гордон асистираше, а Кейн с удар со глава изравни на 1:1. Победничкиот гол Англија го постигна во 86-та минута. Уште една одбрана Емпаси, топката стигна до Кейн, кој непосредна близина ја затресе мрежата за конечни 2:1. Во осмина финалето Англија ќе се соочи со домаќинот Мексико на легендарниот стадион на Ацтека. Белгија по неверојатен пресврт обезбеди место во осмина финалето на светското првенство, откако по продолжение го совлада Сенегал со 3:2. Херој на црвените ѓаволи беше капитенот Јури Тилеманс, кој во 125-та минута реализираше пенал за победа. Сенегал беше на чекор до големо изненадување. Хабиб Диара во 23-та минута донесе водство од 1:0. А Исмаил Асар на стартот од второто полувреме с големина 2:0. Кога изгледаше дека африканската селекција сигурно чекори кон осмина финале. Белгија се разбуди во самиот финиш. Во 86-та минута Ромелу Лукаку намали на 2:1, а само 3 минути подоцна Јури Тилеманс удар со глава изравни на 2:2 и го однесе надпреварот во продолжение. Решавачкиот момент се случи во 125-та минута, кога по вар интервенција Белгија доби пенал. Одговорноста ја презеде Тилеманс, кој остана мирен и затресе мрежата за конечни 3:2 и големо славие на белгискиот табор. Тилеманс со реализираниот пенал испише историја на мундијал, со победничкиот пенал на капитенот. Против Сенегал црвените ѓаволи обезбедија пласман во осмина финалето и поставија нов рекорд. Тоа е најдоцна постигнат победнички гол на едно светско првенство во последните 96 години, со што Белгија го запиша своето име во мундијалската историја. Соединетите американски држави обезбедија пласман во осмина финалето на светското првенство, откако го совлада Босна и Херцеговина со 2:0. Избраниците на Марусија Почетино до победата стигна и покрај тоа што речиси половина час игра со фудбалер помал. По неколку пропуштени можности на двете страни, американците победува во самиот финиш на првото полувреме. Фоларин Балогун најдобро се снајде во 16-тникот и погоди за 1:0. Во 64-та минута токму Балогун заработи директен црвен картон, па Босна и Херцеговина доби шанса со играч повеќе да се врати во надпревар. Сепак, тимот на Сергеј Барбарес не успе да создаде посериозен притисок врз американската одбрана. Победата на САД ја потврди Малик Тилман во 82-та минута, со мајстрално изведен слободен удар за конечни 2:0. Ембапе продолжува да испушува историја на светските првенства. Со 2 гола во победата на Франција над Шведска, францускиот ас стана најдобар стрелец во нокаут фазата во историјата на мундијалите. Со првиот погодот Ембапе стигна до 10 гола во елиминацијските надпревари и ги надмина бразилските легенди Роналдо и Леонидас, кои има по 8. Вториот гол само го потврди неговиот историски подвиг. Воедно, Ембапе сега има 18 голови на светските првенства и се искачи на второто место на вечната листа на стрелци. Пред него останува само Лионел Меси со 19 погодици. Па францускиот напаѓач веќе наследниот натурар може да го израмни или да го собори и тој рекорд. На само 27 години. Ембапе веќе поставува стандарди кои би можеле долго да останат недостижни. А неговата голгетерска серија на мундијалот продолжува да ја пишува една од највпечатливите приказни во историјата на светските првенства. Францускиот репрезентативец Мајкл Олисе продолжува да блеска на светското првенство и по победата од 3:0 на Шведска се доближи до историски рекорд. Со 2 асистенции против швеѓаните, офанзивецот на Франција сега има вкупно 5 асистенции на турнирот, само една помалку од рекордот на легендарниот Пеле.
Олисе претходно забележа 2 асистенции во победата над Ирак и 1 против Сенегал, со што стана најдобриот асистент на актуелниот мондијал. Според статистиката на Опта, единствено Пеле има повеќе асистенции на едно светско првенство. 6, поставени на мондијалот 1970 година, кога го предводеше Бразил до шампионската титула. Јурген Клоп е подготвен да ја преземе селекторската функција на Германија, доколку Германската фудбалска асоциација одлучи да се раздели со Јулијан Нагелсман. Иако Нагелсман има договор до Европското првенство од 2028 година и најави дека нема намера да поднесе оставка, елиминацијата на Германија уште во првата нокаут фаза на светското првенство ги засили шпекулациите за негова смена. Според истиот извор веќе се водат првични разговори, а Клоп не е исклучува можноста да стане нов селектор. Поранешниот менаџер на Ливерпул веќе подолго време ја посакува оваа улога, но не е заинтересиран за враќање во секојдневниот клупски фудбал. Клоп од јануари 2025 година ја извршува функцијата директор за глобален фудбал во Ред Бул, каде што ја координира работата на неколку клубови од нивната мрежа. Доколку биде избран, неговата главна задача ќе биде да ја врати Германија меѓу најсилните светски репрезентации по трите последователни неуспешни настапи на мондијалите. Нокаут фазата на светското првенство продолжува вечерва. Носи нови 3 пресметки за место во осми на финалето. Програмата ја отвораат Шпанија и Австрија од 21 часот во Лос Анџелес, пошто од 1 часот по полноќ во Торонто ќе се соочат Португалија и Хрватска. Последниот надпревар е закажан за 5 часот наутро во Ванкувер, каде Швајцарија ќе ги одмери силите со Алжир во борба за пласман меѓу 8 најдобри селекции на мондијалот. И тоа беше се од ова издание на Мондијалски вести. Останете во друштво на Слободен печат.